Драги кумановци и кумановки, здраво живо. На почеток да ви посакам све најбоље од 2021 годину. Имате здравје, среќа и успех на сви полиња и да се надаме дека конечно ќе заврши оваа корона, да се вратиме у нормален живот и да се тераме работа, што вика кумановци. Ми овој голему пандемију, ете, работамо, трудимо се, правиме ги овие емисија и на некој начин продолжуваме и овој 2021 годину и веруваме дека оваа емисија ќе обстои уште дугачко време. Па да се надаме дека и така ќе биде. Данаска, 2021 годину, го отвараме емисију с едно познато кумановско фамилију и представник на тој кумановско фамилију е Тони Јовановски Кубур. Тони, здраво живо. Здраво живо. И на тебе среќна нова година и да се надаме дека ќе биде болje и успешна. Оваа корона некако сви не поремети, ама еве сви најавуе, кажује дека конечно тамо негде у април, мај, здраве Боже, ќе заврши да видиме. Фала на покану и на вас такоѓе и на вашу куќу све најбоље у нову 21 годину. Надаме се дека ќе пројде овај шума на 20 век, 21 век и се збога напред, што вика кумановци. Ово се дешава на путу 100 години, ете, тој кој било таа шпанска гродница, па сега ова е корона, али да се надаме дека ќе заврши и дека ми ќе се вратиме у нормален живот, а нормален живот подразбираш, што вика Тони Кумановци, да седнеме у кафану, да испиеме, да се дружиме, да се веселиме, некако снемани га тај живот. Снемани га тај живот што ни многу фали, снемани га дружба, снемани све ово на све делуе и на работу, и на психу, и на... Да се надаме дека ќе се вој преброди и ќе идемо напред. И ќе идемо напред. Ево го прилику да го поздравим моја камерману Небоша Кипријанов, кога с njega ќе кажешам пуде овие тешки околности, прави сме ги овие емисии, али па на сви кумановци кои доваѓа сва, некои се плаше сва да дојде, меѓутим веќином доваѓа во емисију и тарамо го. Тони на почеток, еве да го представиме, позната кумановска фамилија, Кубурци. Да. Прво те прашам, стари граѓани знаеат, од куде те надима Кубурци? Надима Кубурци, прво да по кажување на татка ми, на дедо ми, на... Ми смо дојдени липковчани смо. Дедо ми е од Липково, баба ми е од Откју. И по кажување, Куманово е формирано од Липково и од Откју, од стари српски трговци. Све други што ќе ти кажеме и се важи и не се важи. Ми доваѓамо 1800 некој година у град Куманово, дедо ми доваѓа, у циганско сокаче, куде е баш раскрсница на карап, мало и циганско сокаче. Тој време дедо ми Петко имаја у бур пиштолј. Чувае стоку, чувае земју, имаја лоши времења со били, имаја кубуру. Ама една ноќ доваѓа турци. Турци доваѓа во камбанарија Света Тројица, што е црква сак данашња и така е постојала, него камбанарија е била на греде, по негово кажување, и доваѓа турци у белик чакшире, кад чуев се на цркву и ударав да го бутнев камбанарију. Меѓутим, дедо ми, тој га чуе у ноќ, искаче с кубур пиштолј и пуца у ваздух. Ама тој кубур пиштолј нема сачме, динамити маја, па с клинци од закони подкувување пуцае. Еден пут они се разбегави, нема сак док да ga напуни пиштолј, викне на стамчета, стамче до njega од казаци или не знам од кога, од тие фамилија градски, тој исто. Вика, стамче, дај го секицу, и они га добива исто така у тој ден и надимак секица. Ми Кубурци, они секица. Значи, тој е од так постојни на нас надимак Кубурци и секица. Тоа е тај хронологија. Да, али во интересантен наслов, семејство што ја спасило црквата Света Тројица. Да. Да, ето, тој е исказ. Да, така е. Веродостојан. Да. Али мене ме интересира еве сега да го поубаво објасним. Само да ви докажам, ово е све што су ми кажувале мои дедовци и кум стар Стојман Ѓоргиевски, он е кум на Танета Ѓоргиевскога татко, Стојман Ѓоргиевски. Што е работа?
Тој ма не абаджија бија, тој куде комитет дуќани имаше. Све овој, он ни е кажуваја и мој дедо што е с njega бие, кумови су биле. Од туј е овој, значи овој е све истинито. Тоа е. Ај тоа не да покушаме унакрсно да ги објаснимо фамилија, Ајде. татко, мајка, Ајде, сестра, ајде. да ги презентираме у кубурску фамилија која е доста голема у Куманово. Важи. Они су дошле, значи два брата су биле Петко и Ангел и туја су две лозе кубурци по мојега дедо Кубур, ама и брата му почињав да га викав Кубур. Дедо ми е Трајко Ќурчије, што може тој да се види после таму на слике. Ќурчије, Еве каде ти го су... покажемо, ова е слика Ова е слика и ја 90-та година, не тој. знам и ја, каде тој су стари Ќурчије на град Куманово. И дедо ми Трајко Ќурчије има сина Цанета, на татка ми брат роѓен Кире, две сестри Владанка и Љубица. Љубица тетка ми, како да ви кажу, роѓена сестра на татка ми, на Гоцета мајка, на на Алфи. Алфи техноцентар, мајка на татка ми роѓена сестра. Тој су 4 деца. Ја имам 2 ќерке, жена ми Весна, ќерка ми Тијана и Марија. Сестру роѓена имам Тања, што и она се е бавила многу пионерски дом, што ќе разговарамо после с тие секција, она идеше у литературу, у драмску, иначе работила на фонд за здравство како правничка. Да, значи, еве, да кажемо дека од фамилија Кубурци су искочиле успешни луѓе у повише сегменти. Еве, спомнага Гоце Алфи, он има успешна компанија, па друг члан на фамилија, така да успеале сте да покажете дека имате квалитет во овој град с вашу работа и ангажман. Ми сме од радничко семејство. Ми не сме биле некои, да кажу, некои богаташи или ми сме фамилија честна, али од радничко семејство. И сме сви успеале. Јас сум занатлија. Ја имам своју заначиску фирму. Самостално сум сега. Учих сам работаја 20 години, после сам почињам и ден денеска сам работу. Фала му на занат. Што викав стари, занатлија никад газда, ма никад ни за леп нема да трпи, и тако да со тој се бавимо. Само што овој те прашам, ова е слика дека што ова е све кубурска Тоа фамилија. е све кубурска фамилија и тој су Многу стари луѓе. лојзиња. Даштеврит, тој су се собирале на тој кршче што викав. Да. Они не ни знаеа авијатиче. Каква авијатиче? Тој су го подигнале стари лојзари за да не тепа град на Луд Свети Јован. Кад те тепае град, тој су имале кубурци, Владе Заптија, на Звонка Бостер и татко исто имаја, па Грне, све лојзиња су биле туја и тоа е снимено туја. Овдека сте преко 20 душе, таа Да, фамилија, да, Кубурци. Да. Е сега да се сконцентрирамо. Ти си роден у Карапмал, така ли? Јас сум роден на Треќу Македонску, тој су ни биле гумна, татко ми фамилија су родени у Карапмала. После тој правим, татко ми куќу прави куде су ни биле гумна, пошто многу земји сме имале ми, после у Даштеврит, па куде ексклузивка фана ниве су ни земени. Имале сте пуно имање. Многу, и тој све имање е купувано од бегови. Од турци, од бегови купувано имање, али еве останание што тој на тој думба што имам тој лојзе, 1000 квадрата ни остана, иначе земји све. Тој е дума тој кој е Траговски нагоре натаму. Не, овдека на почеток тој е куде што седоја беш на тој думба 29, тој лојзе уште тој не остана. Па здравје, иначе многу имање су му имале, многу. Еве татко Витони, Ама комунизм. татко ти еве, Да, тој е татко ми Кире. строг е бија. Не, он е вијата шаклија човек, али и риболовац, и спортиста, само не мога да ги најду слики, има
и малку бокс тренирано, а повише и гимнастику ја бие. Цел живот и он работае, Цел живот он е тишљер, бил у напредак е прво работае Стара Сума, куде е напредак, па после се фузирав у 1 мај и иде у 1 мај работи како тишљер. Истото е и он. Еве како деко едно друго издање. Да. Ово е баш тој центар на град. У центар на град. Знае Кумановци куде е овој. Он се човек мучија работае да го изведе на пут. Ја може да кажу само на сви посакуи како ја што сум и мои родители сви да имам. Да. Честни људи, све с 10 прста. Еве и мајка необично со Тоа е мотор. мајка ми Милка. Милка. Она куде работала? Она е у Чик работала, иначе има у Панче пеше 8 години наступувано како девојче, па го е брано отварала Куманово Липково, кад се отвара брана с песму, она поеше до ичера, сега е болна у кревет, али још пое. И она е требала да иде у Австралију со Васко Илиеву да снима и плочу за Скопје, за радио Скопје, меѓутим татко ми так љубоморам, па не го пушти. Ако идеш не се враќа. И знае го мајко ми пуно по песми. А колко години има сега она? 76 има она сега. Добро. 76. Мене оваа слика ми е многу интересна, Тони, ти ќе ни го објасниш. Ќе ви го Ова е објаснам. баш улаз Улаз Каши Дживджи книжару кој што е школа на крсти на браќа. Изгорена школа. Изгорена школа, чувена, што Кумановски да го кажеме, али тој ваш татко демонстрира едно големо мајсторство. Да. Он прави салтото и бие многу. Сви што го познава, вика како татка ти филскултуру, вика како дете не е имало, вика жилово. А по негово кажување професор му е бија дајле, вика, ако не направиш како што треба салто, кај ќе ти удари с пиштаљку, вика, у главу, 3 дена ми свири у главу. Строг професор, али училе су и нема, видиш што тој време каква е била гимнастика и деца су. Али начин на облачање ми интересен, Сиромашни значи само деца. гаќе, нема мајца, голи, е. Па куде делегата су ги шиле, делегат Да. еден бие Шнајдер куде njega, куде делегат. Еве, овој прилику па да го споменеме од Дајлета, една голема спортска легенда. Да, Ми тие луѓе мора да ги споминеме, они су дали многу за град. да. Еве, нова фотографија, ова е групна вежба. Групна вежба, тој су све изведувани, он ми е исто кажува, нема, вика, тој цел час се тренира. А тој Тони Сек, за жал, нема. Нема. Нема да, што да збориме, оно време носи своја, ама од денешни деца само на телефон седи на интернет и За жал, Што е- тоа е. трагедија. Трагедија. Але ми мора да се бориме како друштво да ги деца стимулираме да ги изведеме на терени, на ваздух едноставно. Затоа што поготово се после овој корону, дома компјутери цел ден, Како не? Како не? не е добро. Еве го ваша Ово е сестру. сестра ми и ја каде смо. Тамо негде сликане, ово мислам Чик, мајка ми ме водила со сестра ми по пакетчиња. Па и тега не имала многу сликари, колку. Нема, ово е педе ли не слика? Педе сликари бија, да. Не слика. Педе, Дампо и... А ово е прва слика куде Малинско, ово ги е Малински, Малински чувени, слика. да. Малински. Имаше еден Живко фото, Живко Мокра, фото око. Да, и фото околу жив. Тој е исто татко ми сточек, кад купија точек тој Вие време. се препознатливи точкови, ви како и се поквари точек, идеш куде Спиро, направи го и нов. Тој е рок точек. Да. Па викаше кад го донесе, дај едно крупче да заврту, вика сме ми другари. Мерак, е. Дај едно крупче. Тако е било. Еве, овој прилику, Тоа кад су Татко и се мајка. забављале, кад су се забављале мој татко и моја мајка, а тој е венчањен, тој е друга слика. ако да покажеме и овој. Ако. Добро, време е било такво, свако родител се тега трудија, релативно сиромаштие е било, али и мало е за нормален живот. Сиромашти, али поштени људи су биле. У тоа време си могаја и да направиш и куќу, која работаја Све. у државно. Све е могало. Сега, то ни би посветиле малку повише пажњу Ако. Не е на проблем. пинг-понг. Пинг-понг у Куманово е една голема традиција, Да. многу успешни пинг-понгари, многу добри резултати.
ми ќе покажемо прво едну групну слику од пинг-понг, па после ќе ги работиме сви детајно овие слики. Тако е. Ова е чувени дом на пионери, Тако е. каде што се правиле големи играчи пинг-понг. Не само пинг-понг, имаше многу секции, стрелjaštvo, игроорна, шах, драмска. Све имало. Пионерски бија расадник на град Куманово, па ја може да кажу после Соколано, и он бија после за наши генерации. Све су у пионерски, што е сега ругло на град, што не знам зашто никој не презема мерки да се тој дотера тој пионерски. Мене не ми се проваѓа да ти кажам прavo. И тоа е една мала историја на град Куманово исто. Како не? Како не? Како не? Ми сме сви се тој пораснале. Одбивале многу убави настани, дружења. Дружба, што да ти кажам, тоа е било лепота. Сега, имаш голем афинитет за пинг-понг. Кажи ми како се деси ти да отидеш у пинг-понгарски воде? Дали по наговор на другари или случајно? Ке ти кажу, ја 7-8 години имаше, почна да играм пинг-понг с брата ми Лутовец Горан. Почнале сме да играмо на врата, стари врата извадени. Он ти е роđен брат? Од тетко Од брат. тетко ми. брат, добро. На моја мајка и негова мајка роđени сестри. И почињамо тој на врата да играмо како деца. И после викаме да идеме у пионерски, има секција. Ајде, викам да идеме у пионерски. Меѓутоа у пионерски улазаш имаше 100 деца, 200 деца. И играмо свак и туја беше Мики, Боро и Пеце. Чичо Пеце, тој карши пионерски, седеше инвалид човек со едно ногу, беше на Анчета татко, синдвичаро што го држеше. И не бираше, ти дете, ќе дојдете у 11 октомври, пошто там почињаше клуб пинг-понгарски Куманово. Так беше СТК Куманово. Али секција си постои у пионерски, ми у пионерски си идемо, плюс почињамо на тренизи да идемо у 11 октомври. Такво е почеток. Само ќе го наставимо тој разговор, ја најдеев дека некои подаци истражува. Пинг-понг у Куманово е формиран 27 годину при КСК Куманово. Значи, голема историја. Тој ја не ми е познато, али Еве, овдек се пишува пишен документ, значи, па 45-то после рат има напревари, па се формира Републичка лига, па има 55 година у Соколану правенство републичко, па после ти кад играш 70-80 години има 4 клуба у Куманово, така да пинг-понг има континуитет голем. има традиција, али највише што се играло, тој су 78 до 90 годину највише што е пинг-понг постигнае за град Куманово. Не дек сам ја тој време играе, него так беше најпопуларен спорт. А корени имало. Кажи ми, у тој време, кад се почнуваја, какъв е бил интерес кога млади за пинг-понг? Имаше ли много, доваѓаство ли деца? Како не, многу су деца доваѓали, су сакале да игра. Само викам ти, бирате како лубенче, ти ќе дојдеш, Пеце, Мики и Боро, они бева што бира со деца кои да видат. Пред мене може ти кажу добри пинг-понгари што су биле, тој е Горан Дика, он е покоен за жал. Тој е Маце Зубар Денковски. Денковски, да. Тој е Стевче. А Љубиша исто играше. Не ми јоште текнуе. Тие четворици играат пред нас. После идемо ми ја, Ниджо, Бобан Чигавара, он отиде у Данску, Тик-тако, да не га забрав, Дублис. Да ги покажемо на граѓани дека ово е голем континуитет у работа на пинг-понгарски клуб Куманово и треба да се знае историја. Тоа су за мене биле најубави години. Најубави години, спортски години, најубави години. Што подсеќам се на нима, па се јажу ешто, али многу убави години. Ти ќе ни ги кажеш, ово е, дали се смеам да кажу, една од најболи генерации у историја на кумановски пинг-понг. Да. Кажу ги еднога по еднога, ја ги знам, али еве ти да ги кажеш. Ако може да.
прв горе ти е Саше Димче. Сега Он е у школу професор. у школу браќа Миладиновци, иначе свири тамбурицу у Гезме. Да. Па Даце Попче, не знам он се куде отиде, дечко с нас играе нос. Ја не сум го видео Не одамна. сум го видео одамна, али еден пут се видувамо, не знам ни што работи. Многу добар пинпонгар и он е бил и како човек е добар. После иде чувени Ико, Илија Дублис. Он работи сега у Телеком. Тој е на Бабадану унук, Тако е. што ги е сладкарница, ми игра смо с njega на тренинзи, кој тепа викам ќе даде крем куде Бабадану. И Бабадано е било најбољи пудинки бија, најукусан. Крем, И крем, И да. крем. И пудинче имаше, мислам. и крем и ауа Да. и све имаш. После njega иде Синиша Костиќ, Звани Ниджо. звани Ниджо. Овдека многу слаб, сега не можеш да го познаеш. И после, ајде играчи прво, после на крај ќе го кажам. Доле, у прв ред, Клечи Буце, Пуце покојни. покојни што и јас се изненади лани, али ето, тоа е живот. Исто и си играе с нас. Па иде Сизо. Сизо другар му е он, да. Сизо му е другар, исто на njega бија. Сизо исто перфектен играч, он е бија дефанзивац прв. Кој се бавија с пинг-понг знае што е дефанзивац, имаше траву. Една страна му е трава и само на дефанзиву игде он. Па сам ја, а јас сам на офанзиву, пенхолдер, што вика некој кинески си играе. Не се вика тој кинески, него се вика пенхолдер стил. Тој ракет ми е и не се вика лопатка, што вика лопатка вика. Викам лопатка, викаше Боро. Лопатка е вика за снег ринање, овој е ракет. Овој ми е ракет од кинези на мене даден. Тој што ќе ви кажу после кои кинези су минатри. И до мене исто мој дубл играч, ја и он сме дубл играли и били сме прваци на Македонија. Драган Стојановски, сакот иде у Да Америка. се сквер. Сквер Даци што дреше саки у Америка, отвори школу за пинг-понг тамо. Тако да може да ви кажу и на крај да не забравам Боро Костиќ, наш тренер и професор, ми не сме ga викале тренер, него професор. За нас е бил И он легенда. легенда. Е сега, кажи ми како сте функционирале како екипа. Да не зборимо, тој знае слога, другарство, поштовање, дружење. Многу убаво. Ми до ден денеска се дружимо, сак не толку, него па тој не може да ти опишу какво другарство е било. Незаборавно. Незаборавно другарство и дружба и припреме и да не ќе ти кажу и припреме, ми имамо многу припреме, многу тој време имаше паре у спорт. У кој фирму да отидеше дава све паре. Mi smo bile doterani, što se vidi od ovdje kako na Olimpijadu. To je trenerka, patika, to je sve. Имаше два Светлина и Амбалажа, добри клубови. Дава Светлини, са паре. Светлина и Амбалажа, тој су после ќе ви кажу кои фракција. А овдека е Ниджо, куде почиња, и Даце Попче тога дечка што го спомнавам, тој су исто пионерски, ова е Сала што гледа баш на улаз на гимназију, тој Салу си играше на Горен Спрат, после се преселимо, тој е тај Сала, тој почињав, тој су почет сињини. Да, убава работа. Тој е исто Ниджо каде почнуваја. Еве ниже со Спехаров, дека ова е баш тој- у гимназија, дека унутра, да. Да, Ходи доаѓа. да, тој е исто гимназиум, мислу дека так бива пионерски првак на Куманово. Мислу, Треба и гимназија да си ги има овие Да. историски работи, да ги стави у школу. И овдека гледа се позади дека многу деца, многу напреварувачи. Тоа е било чурљава, што да ти кажу, пинг-понг не е бие толку како фудбал, али у салу 200 човека стои од страна што судија мораше да реагира понатаму, не може да играмо. И се навивало, да. Како не? Еве Тој беше ова е убава слика исто. на овој слику ве има и Буцета. Буце е јапанец, Тони и он работеше во амбалажу и он е стар играч и Ниджо. Овој Тони Тони, е кој беше Тони? Тони на Бранета Пира син, вика што га татка му Бране, татко му Олуците, тој на Цоколану седи. И Ниджо, али
Свесно А той той никъде работи сега. не съм го видел отдавна. Знам у Балажо ли работиш, но отдавна не сме се видели. С него не съм се видел отдавна истина. Ево и прилику да спомнемо и много човека кој помагаја пинг-понг. Он ни беше Тој е управо. чувени гинеколог Миновски. Да, Он е татко на Димета. да. У Диме кој Водова. работи у Водова Да, сега. Еве. да, да. И Дим игра малко. Да. Дим игра малко. Овој с Димета не биде кој е. Той е Дублис, Ико. Ико, да. Ико е Дублис. Дава му некое признание там кое е. Кои се тега биле луѓе управо најше заступени? Еве ти се сеќаш. Я ќе ви ги кажу тога у светлину не е водија Борче Бајдевски. Борче Бајдевски, Боби доваѓаше, тој Пеце Чичо Пеце исто што беше, он Чека, беше Борис Бајдевски на Борис Бајдевски на бажите екстрамен. екстрамен, Да, татко, добро. татко, па он е бил председник на да го нас. спомнемо и njega, да. Да. Доваѓаше и Трајче Бобан исто комшија ми од Светлина. Светлина беше ја клуб, има сме управо ми големо. И сте И имале максималну подршка. има сме од Совку, так беше у Совку Беле. Беле Совка познат. И Борче Беле Борче легенда. Беле, он беше ни што има сме ми за нас колку ќе се одвои за пинг-понг, колку за рукомет, колку за фудбал, значи имало си е све скала. И имаше средства што Али е. знале сте, дека иако сте биле млади, после свак напревар, да се дружите, да отидете некаде, да испиете по некој. Иако сте биле доста млади, али Сега- едно феноменално другарство. Ово сам го чуја од овие што со тебе биле Да, да. активни Сега пинг-понгари. да кажем, ми сме играле прво од љубов тај спорт сме го играле. Друго игра сме го од престиж, кој кога ќе победи, кој ќе улегне у прво екипу да иде, ми после наступаме у Македонску лигу, што сваку неделю некако са турнирски изберев ги, сваку неделю идемо ми, дали ќе биде Битола, дали Прилеп, дали Струга, дали Скопле, сваку неделю сме ишли и они кои да нас гостуества. И ми не другарство, ми се колја сме на тренинзи, кој ќе победи да улегне у тим. Нема тој. Играле сме го, Еве ова е историска слика на пинг-понгари. да. Кој се овдека? Овдека е Стар Овдека Костич. исто, ове пионери су јоште овдека, тој е само момент да победам. Да, Тони, Дублис, Ниджо и Даце Попче су тој четворица. Али ти во Кажева пионерски дом од сабаја до вечери мало пинг-понгари. Тоа е било како една, што вика, друга куќа на сви деца. Друга куќа на сви деца и с мене се шале свој. Не само с мене, со свите носи смо све торбице на грб. Куде идеш? Викам на тренинг. Од куде идеш од тренинг? Ми све со торбици да сме. Не, каки тамо сме само спање, што не спие сме. Многу сме спортувале, што е те пионерски много. Многу и тоа е убава сала со столчиња, тоа е Сала за со манифестација. столчина, со теписон, нова, там не можеш да улегнеш без собни патике, не те пушта. Да, да, да. Собни патике обавезно. Ево е, ја го препознавам овдека. Тик-тако е, Бобан Тик-тако. Да, тој е Бобан Тик-тако, Ниджо И Дублис. и Дублис. Еве, Да. Тој су они. шампиони. Не, мислим, Пионерски конкуренција, Пионерски, да, да, така да. кад почињав, тој су почетоци. Тој су почетоци, а вам ќе ви покажу куде су баш. Ево да покажемо како се играло. Еве у двојки, ово е у парави. Да, тој е у парови. У парови деца, па игра смо луду трку, па игра смо Сакам да те добро. прашам, Тони, дали е пресудно у пинг-понг да имаш талент, мора да имаш некој основу, па да го надоградиш с работа или веќином е талент помалку работа? Зашто дошта е необичен спорт. Овој спорт е бел спорт, чист спорт, што захтева многу физичку кондиција, пошто некој ќе каже, пинг-понг стоиш. Ми смо по 2 мајци на тренинзи менјале, буквално да ги цедиш. Треба талент и треба надоградба. Значи, мора да имаш бар малку од малку и после с упорну работу да дојдеш до куде смо ми дошли, што ќе ви кажу покасно. Тој сам у финале, ја и Даце сме тој у финале. Даце, Ова е сквер. да.
Еве запишено педантно 14 и други. Тоа е 81-та е, да. Да. Љута борба беше. Па на разлику играмо треки сет. Треки сет на разлику. Што да кажем, тој беше дерби. Он ме победи. Еден пут едну година он победи, другу година го ја победи. Да го поздравимо од Да го сега поздравимо, у Америку живи. Па он ми е Може го гледа на YouTube емисију, може. Ќе ти да, има. Кажемо да го гледа емисију. Еве нова фотографија. Веќе тој смо узрејани пинпонгари. Тој смо веќе у лигу. Тоа е најболја постава. Ми четворици и Сизо, има ga на другу слику. Ниджо, Даце, ја и Дувлис. Колку години траја оваа генерација? Мислу дека добри 8-9 години терамо све. Имамо ми, само немам тие слики, ги имам јуниорски прваци куде сме, па куде идемо у Јајце на представљамо Македонија. Ми сме го представляле Вредна екипа, да. Македонија го ми представлjaмо, у Јајце беамо, на београдски турнири, на партизанови турнири. Ке ви кажу, Тони, ја мислам дека сега, кога ќе заврши све овој, на ниво на град, треба да се врати у тие турнирски направени на деца меѓу школе. Некако, нема га пинг-понг тоа е сега, нема ги тие направени, нема за време на викенд мечеви. Ја имам сознање дека еве га Мики и Страше још работи, што Да, они се труди луѓе. они се труди луѓе. Ми смо сви куде Микита почнале, тој да не забраву да кажу, пошто Поздрави за Микита голем. пошто греота е да кажу, ми смо сви куде njega почнале и смо негови сви. После не Боро зима, што Боро Мики бие строг. Докуде Боро и мало и Он е по-либерте. по-либерте и шала и смешка и али и тренинг кој да njega исто бил. Да, и тоа е една слика Сизо, ја, Ниджо и Даце. Да. Континуитет си Сви продолжува на континуитет работа. подружuje. Тоа е, ќе ви кажу што е тоа. Ајде. Исто таа екипа, Боро тренер, ово е кинес Сие Вај Сун. Они двојца дојдева, тој су биле 58 годину светски прваци у пинг-понг, доваѓав да не тренирав, идемо с нима у Стругу месец дена. Он ми е бие на мене баш тренер, пошто мој стил игра, ќе ми дадеше по 3 корпе топчики само да сервирам, цел ден сервирам, свес ми се заврти. Али многу школа кинеска, значи за тој су они напред. Ово е малку дека релакс шема на некој плажа. Тој кад бивамо прваци, На Македонија. ми троица на Македонија и идемо на припреме и после припреме договарамо се, викам дај ми да земемо, викам Ниджо вика шатор на грб и идемо по цело Црногорско приморје од Будву па нагоре до Дубровник, па идемо на Петровац на море, цело приморје го проидемо. И тој со едну каубојску таву, еден шатор и што ти кажу, и плинско, никој не те питуе, никој не те дира, Тоа ти, Ниджо и Дац, и Дац. ми троица. Да. Али на Јадранско море е било тони многу убаво. Абе што никој не Најубаво море. лепота, дружба, лепота. Чувена спортска сала у Куманово. Да, там сме исто тренирале. Многу историски работе. На ниво на Југославија. Ивана Југославија, еве ја малку ќе се помучу со овој да го покажу. Да. Еве го слика. Која година беше овој? Ја мислам дека е 89-та, 90-та пред да се растури Југославија. Пред да се растури Југославија, одржава се државно сениорско првенство на којто и доваѓа Зоран Калинич, Лупулеску, Приморац, не знам дали се беше од сви, значи Приморец Карват. Да, па јас сам играа и с Приморци и с Лупулеску. Сви сме играле, пошто иде сме ми на ниво на Република на јуниорско, али Лупулеску ја кад игра с njega. Левак незгодан. Они су од Дуздин. Тоа е румунско, на границу на Румунија. Они су имале у школу обавезан час пинг-понг. И сви троица су биле прваци на Југославија, Маран, Петрој и Уздин, како му имеше, забрави ga njega.
Ево и ова е фотографија. Ово е некој зборил дека на свечено отварање. Да, тој е Трајко, на Трајка син Пачков. Пачков го отвара. Јордан Пачков. Јордан Пачков, да, он го отвара така. Тој е, так мислам, Мето Јовановски беше градоначалник, тој е Борис Бајдевски, тој су... Моме Јовановски. Но, да, Момчило Јовановски. да, Момчило Јовановски. Стара добра времена. А еве да биде збогатено тој настан, културно-уметничко друштво. Да, обавезно, на Ово е отвара. еден од најголеми настани спортски установи, државна првенство е голема работа. Може да видите и Панче Пешев какви имало тој време игрорци. Не беше И настан. кои направиште резултатите гатони на државно првенство? Да не биднемо, ми не бесме так пласирани, ми го организираме, али ми не сме играли так на тој. Так не сме на тој. Еве, Али тој сакамо си да гледамо еден ден петку. на 8 стала си играл. Здравје Боже, като се реновира сала, еве пат има некое првенство. Унутра Тој само Шурбега нема, пошто Шурбег у Германија играше, он беше ветеран. Да, али ге, у тоа време у бивши Југославија имало многу добри тимпогари. Старка Ракашевиќ, Каракашевиќ, Лупулеску. Калинич, Лупулеску, Петроје, Марам, Приморац, Па од стари Шурбек, Стипанчич, Стипачич, браќа Ханзо, тој су све врхунски, великани. Што ми, за жал, так тој време Македонија не беше толку по пинг-понг, можда е могало, они га ценества повише, што е право. Хрватска горе, Србија га ценества повише, тај спорт улаже во njega и тоа е тоа. Те сега овдека представници на Да. секој овдека бобите га виду, други не може да се сету. Бобите га видиш, па ја колку ги познавам, Белета е вега, Беле од овој, Метото е градоначалник, овие стварно не може да ги познавам, пошто се ме многу помале. Оддавна е било, да не се лъжим. Убава фотографија. Да. Еве, што викамо, кумановци борба за свак поен. Да, тој е и чувена Весна Ојштршек, првак, тој беше и женско, тој ќе забрал да каже, и у мушку конкуренцију и у женску конкуренцију првенство на ниво на Југославија. Зашто пинг-понг е и екипан и поединечен спорт бие. Овдека игра у Парови. Да, тој е парови. Калинич игра у мешовит дубл, да. Тој е Калинич, од нама е Лупулеску, колку виду, да, с... Калинич сега негов син игра кошарка. Да, кошерку игра он сега. Извареден играч. Не знам, све стиза. Толку Калинич не згода негаш. големи руки, големи ноги, тој нема спин, кад ја вади, он спин вади го од земја, од оздола ga вади. Еве, ова е Да, да, да. нашо спортско сало, чувено државно Да, првенство. Голем настан так у пинг-понг се, најголем настан у пинг-понг е тага. За Али бивши... штета што не е имало публика, еве, али... Не, има публика. Еве, после тоа, Има овој. публика, има, само тоа е на друг кастал куде е било не... Ово е дали е пак Калинич. Да, Зоран Калинич е овој. Зоран Калинич е, мислу, финале с Лупулеско играв. Мислу дека тоа е. Публика има пуни трибини доле. Еве да го покажеме публику. Да. Доле се е пуно. Значи, кумановци сега сакале пинг-понг. Како не? Само да види еве га Саше, Даце куде гледам. Јас сум и судија на тој првенство. Плативане што е право дадевани колку за судија, тој беше на ниво на Федерација на Југославија. А публика имаше доста публика. Пинг-понг е толку публикуван. Да, еве, гледав кумановци. Еве го дека пак Калинич. Калин, да. Југославија тега имаше многу добри пинг-понгари Како не, како и на Олимпијада учествуваа. Како не? Ево, века доваѓамо во оној свечен момент. Давање на признание. Да, тој е и Мики од Светлино, гледам, и он беше таку председништво, да. Да. Значи може да заклучиме тони дека имаш ти прекрасни моменти. Прекрасни на некој начин, моменти. пинг-понг и на тебе ти ја даде на некој правец у живот. Како личност те ја формирае.
Ми тој време не смо знаеле ни цигаре, ни пиење, само спорт, друго нема. И дружба. Изгубиме, најдеме у салу. Изгубиме, најдеме у салу. Kad su bile treniži? Obično navečer. Обично навечер ни бева и у гимназија, и у 11 и у спортску салу. У спортску салу смо ми тренирале по трибине, горе, на горен спрат трибине куде су. А стали и тој стале смо. После дојдева стали на тркалца, први пут у 11 октомври с ногарки, па да ги шрафиш, па да... Ali većinom je bilo navečer. Навечер е било све. У стару гимназiju Шмајзер чајни правеше, да ga спомни njega, стар Шмајзер. Evo ga Lupolijesko deka, Да, čuveni. да, Луполеско е прв, тој е умешови дубл, а у поединечно мислу Калиник би натага прв. Те пага njega, а ово е умешовито он куде победуе. А Зоран с ово и друго е Ојстршик и Луполеско су Kad први. se sjetimo pionirski, dosta kasno navečer su bile treniži. Увек су ни биле после 7. Увек после 7 до 10 сат смо играле по... Отидемо после чај пиемо, куде баба Дана ако не е затворила по еден сладолет и тоа е. Ovije slike treba to ni negdje se stavimo u arhivu, negdje da se čuva, ovo je ipak... Ма овие су добро, него ја што еш половин ги имам изгубено, те тој ми дед унуци си играв. Сега дека, ovo je proslava posle prvenstva, a? Тоа е прослава на крај на овој мислу дека е Куба, Čuvena Kuba. чувена Куба што и она е руглосак на Куманова. Тоа е прослава да у Кубу. Завршува се првенство у женско и мушко конкуренција на ниво на Југославија. Многу убава дружба, многу убава забава. Sve stakam da te prašam, da li ova generacija što ste imate odlični rezultati za Kumanovo, ping-pong, mladi treneri, Nikita, Straša, da ne Да, spomnemo. да. Sopirate li se na nekoje godišnje nivo, pravite li se denku, družbu, da se podsjetite na tije momenti ili ne? Многу слабо, меѓутоа се видимо некад. Видимо се, седнемо, направимо обед. Ја требаше, извинјавам се, ја требаше и да играм, пошто имаше лани отворено првенство на ветерани. И му го даде ракет мој на Микита, гуму да ми стави и да ми јави. Ја и Ниджо требаше да идемо, доваѓава од Бугарија, од Србија, и тој добри ветерани, што играв многу добро. Сакс на нас ни треба, например, ако сум ја у године, не сум кој знае какви 53-4 години, треба ни, например, најмалку месец-два да играмо, да дојдемо до негде. И Ниджо и нек ни играе с Шукита, да не забравам да го спомнам, с Шукита су играле. Горан Шукар. Шукар, Моја стара мала горе, да. Па после Шуки доваѓав, Никица Богдановиќ, Мишо Богдановиќ доваѓав да играв исто с нас, ке забравам да ги кажу, да не ми се наљути некој од нима. Љубише играе исто, а општинско, што вика смо ми Ne малски... znam da li me tačna informacija, moj Šuk izgleda formiraju nekoj klub. Да, викаме мене, требаше да викаме, вика Тонка да почнемо. Труди се дечко и кажа дека има разговарано с градоначалника да ни се вика Шуки ќе го земемо салу, валјда ќе видиме у преговори с Вука Раджиш ли с кога да идемо и ветерани и ми ете. Еве, Тони, да покажемо дел од твои медалje, Тој ти имаш две са много, наши пекари. ali еве, ovo je medalja. Медаља, тоа е бронзена на Македонија, кад сам бија треќ у Македонија сам бија, што е успех. А немам го с дацата, каде сам 2 пута првак у дубл. Немам го у екипно ги немам ги пек. Ето е исто, мислам дека само извини да видам съд. Да, на Македонија. Друго место е на Македонија. Друго. Ниджо е бие прв, Даци е бие прв. Тој да не забрал. Јас сам бие трети играч, они су пред мене и Ниджо и Даци, и ја и Дувлис и Сизо смо се косиле за третјога играч. На тренизи сам бие најбоље, али за утакмицу ја играше, ако га познаваш систем, играше се А, Б, С една екипа, друга игра X, Y, Z. Под X играш први, овој друг играч, под Z игра трети играч, што игра 3 узастопци, јас сам играе под Y. Ако дојде на одлучување, Y го одлучува.
што еден пут кад игра на, да не забрав и тој со големи моменти, играмо Пионерско у Скопле. И ја 4-4, ја го одлучуј 5-4 го добивам на разлику против Лјамовога. И тој се викаше Пимпогари, га викав свиња појан удара на ивицу. Так сам га Бору расплакаја. Тој кај удари на ивицу нема спас. Нема спас. Ама Тако е, среќа, да, среќа. Али, сакам да ја прашам, спомнавме овој генерација. Dream Team генерација на кумановски пинг-понг. Да. Направи ми листу кој е најбољи играч, мада тој не е благодарно, али ете, Па имаше топ 10, топ 12, тоа значи на Македонија. У топ 10 су играли и Ниџо и Даце. Ја не сам играел у топ 12, у сениорску конкуренција и јуниорску. Имаше период Ниџо каде бие бољи. Први пут. Па имаше период кад после Даце бидна бољи. Они двица су болели на тренинг, не су ме тепале. Значи, јас сам бие трети играч и Дублис. И Сизо. Значи, они двица, Ниџо и Даце, сак ја криво ќе седу, право ќе збору, одскача со од нас. дали си имаја нека желја да отвориш еве твој клуб, да го пренесеш тој твое големо знање? Имаја ли си некој желја или не Ја- се размислуваја на тоа? Не сам размислуваја, али док играшмо пинг-понг, татко ми беше тишер у 1 мај, а стал ми донесе дома, у двор. Цела мала играла каде мене у двор, ама оригинала стал, направено све, а не сам размислуваја на тој тему, пошто оженимо се свите, после 91 90 ми сви ту ја застануемо. Јас се жenu, Ниџо се жени, Даце за отвара си кафиќ, па се отиде, Ико исто се ожени. Али можеше да спортуемо јоште. Ја учих до душе после почна да играм и од таму имам некои 4-5 пехара на тие чевларијаде донесено с крушчета малечкога, да га спомну и njega и Бранета. Так бесме екипа на Чик исто. И не сам размислуваја, меѓутоа еве сака овие времења што овај приватна работа исто би ише неделно бар 2 сата да поиграм, још ме рак. Зашто не? А кажи ми, има ли според твои сознање некој интерес кој добија млади деца за пинг-понг у Куманово? Кажамо дека Мики работи, труди се, али некако нема многу голем интерес. Тоа е мој утисок. Маце да ти кажу, смиките се видују понекад, доваѓа и некаде каде мене некои ципеле му таму по право. И ја ga прашувам, Мики, викам, још си таму, како е с деца? Тони бе, вика, ваша генерација и овај генерација е Боки Шикерџије. Овие деца кога скараш, ако му викнеш, он љут, не ќе да игра. Мада после нас искочива колку покажување Бирдеви, Фениси му искочило, деца млади што исто су биле добри, али и они кратко играв. И по негово кажување на Мики да вика не може, овие данашни деца вика немав толку интерес и вика ако га скараш, одма мада има, он изведе Мики, кажува ми едно девојче добро што игра. Има Димитриевска. Едно девојче исто добро што игра. И сака да ми каже дека таа генерација и оваа генерација не е исто. Тој ми го кажува. Зашто, како? Ми сме биле послушни деца. Ако ми каже цел ден ја настал, не ми ја даваја да играм, цел ден ударам одзад. Не ми дава настал да играм, вика ќе играш, ќе ми не сме одма настал играле. Има да трчиш пола сат, па ќе местиш остали, па ќе пимплаш, прво пимплу, па форкен, па спин, све предослед по книгу. Мики после Боро, исто не и Боро тренираја. Така е да има смо што на тој тренинг ќе се работи. С кинези кад играмо исто, мислим кад не тренирава месец дена бемо с кинези, бесме и с Звезду, Јушик не тренираја од Црвену Звезду, бие у Партизана по Звезду, па Звезда доваѓа куде нас. На партизанови турнири имамо учествувано многу путу, 11 април беше Нов Белград сала. Така имам играно исто и Даце, и јас с Ниџо с Приморца, с Луполеско имамо играно. Значи играле сме они су наша генерација, с врхунски играчи. Така е да Ти кога гледаш Кумановски пинг-понг еве од наредни години,
Дали се искрено надаш дека од наш град ќе искочи нови шампиони у пинг-понг кои ќе го представја општина на некој меѓународна напревар? Ја дај Боже да искочи и дај Боже да успее в деца. Еве викам ти, Мики ми кажу и Страше, вика трудимо се. Али све около тие пусти средства, около оно вика и деца, али надам се дека ќе се некој најде како наша генерација што смо. Јас Али ваша генерација, тога зборимо тони за време на викенд играла напревари меѓу школе, основни меѓу средни школе. Ове маци, Тоа како не? треба да се врати. Играле смо, јас сум малку емотиван. Играле смо сваку неделю. Што школе, што општинска лига. У општинску лигу ми иде смо ете како да не види в нас. Од општинску лигу да не забраво Зоки играе, Моме у Димчеребицу што беше, Боки на Джитрајка, унук, Игоре играја, да сак нека извини свинем на колку се сеќам. Сваку неделю имало пинг-понг у Куманово. Сваку неделю. Што у школе, што у пионерски, што дали ќе биде 11 октомври повод, дали ќе биде 29 ноември повод, дали сваки празници, значи пинг-понг За ден на Куманово. да, 11 ноември обавезно се играло. Али пинг-понг е, како што кажуваш, еве здрав за психофизички развој на свако дете. И руке работи, што вика, и мозок работи, цело тело. Цело тело е разгибано, што саќе ако нешто кажу, ќе вика, овој не знае што збори. Ја ми се чини дека од бокс е понапоран, зашто нон-стоп си у движење, ако не се движиш ти не можеш да стигнеш лоптицу, не можеш. Ми смо преска ви спомна, по две мајце смо седиле, Крпа обавезно, Крпа мора да играш кога играш пинг-понг, затоа носив, може си видеа пинг-понгари, Крпа обавезно му стои, бриши и ракет, бриши и главо, бриши, зној тече како многу убав спорт, чист спорт, али захтева физичко доста приправа. Ми сме ишле на Крушево, Матејче сме ишле 5-6 пут, Струга езеро доле, не знам колку пути исто припреме. Трчање, футинг са бајле у 6 сат, стануваме пола сат покрај езеро, трчимо, па на куде изгрев, па назад. Овие кога дојдева па кинези да не ти кажу и душу не извадива. Али тако е било. Али тој спорт ве направија људи. Направиене и ми сме благодарни и ми се сви сеќамо кога се видимо на вие убави данови на овој спорт, на овој што тој за мене су најубави сеќања. Еве, гледали сме на телевизија пинг-понг, спомнамо Луполеско Каракашевич, али то ние сум гледали и сум се одушевуваја на нога шведскога мајстора Валднер. Тој е бија виртуоз пинг-понгар. Тоа е шведска школа што мој другар Даце и у Америка што е он мисли дека и с njega има видувано се. Тоа е школа што да ти кажу и не само шведска. Неверојатен играч. И Шведска и Германија и Кина, тој су биле школе што каде нима и уведен пинг-понг редовно у школу, редовно како час. Тоа ни е напорука за млади генерации, еве, кои сакаат да се занимаваат с пинг-понг, ти како успешен пинг-понгар, како човек кој се цел живот ангажираја на тој поле, што би ги советуваја млади луѓе кои ќе појдат с пинг-понг? Ја само ги кажу на помлади овие дека спорт е нешто најубаво што постои. Спортски данови су нешто најубаво што ќе ги памтите док сте живи. И да си одвои овие деца млади да си одвои време за спорт, да батали во овие све на интернет и на тие работи, да си одвои време за спорт, пошто спорт е нешто, поново ќе се вратам, најубаво што постои и за здравје, и за дружбу, И за изградбу на личност. на личност како човека и за све. И тој може да ги поручу. А пинг-понг посебно кој ќе се бави е нешто многу убава дисциплина. Тој може да каже. 55-6 минута зборимо, брзо преде времето, они имamo puno работе. Значи, да резимирамо, од Кобурску фамилија има и успешни бизнисмени, Гоце Алфи,
ти пинг-понгар. Значи Кобурска фамилија е на некој начин представник и синоним на успешност на Куманово. Честни люди, не вика сам се пофали. Честни люди сме били, викам ти радничка фамилија, али сви сме успеале кој на какъв начин. Све с работу, с труд. И фала му на Бога. И далje идемо да сме живи и здрави, што кажа на почеток, да пребродиме овој корону, овој болест и с Бога напред, што да ви кажам. Не испуштиво некој од Кобурска фамилија, не може се на YouTube некога спомнаму ли ги свите? Па ја мислам дека ги спомнам и сестру ми, и зето ми Буцка, чакај Буцка да не ми... и сестру ми, керкет Марија, Тијана, жена ми Весна, тој сме, мислим, близка фамилија. Гоцата да ги спомнеме Александра и Филип. Гоцата Александра, Филип и Бисера, брат му Столета, исто и njega го поздравljam. И овие сви други. Сви други мои другари и моје друштво, Пајо, Сирење, Тутан, Лутовец. Има ли од Кобурска фамилија некој кој живи ван Македонија? И има, како не имамо ми од друго колено, што е тие првоборци што су 6 души. Коста е у Ниш. И статко ми зборе сме кога познаеше онога коментатора Ристо Кубура. Ау, легенда на РТС. Вика ми, ако не сме своји, Само дали е жив? мислу дека е покојан. Покојен, да. Да. Он е исто голем новинар. Исто и он е фамилија од каде нас, од Ниш. Значи Кобурска фамилија распространета, има пуштено пипци на цело душ Југославија. Имамо. И тоа е голема работа. Имамо, да. Тони Палати, ако сакаш на крај некоја да поздравиш, еве. Ништо, фала ви на вас што ме повикасте, може да честитам на свите Нову година, на И Божич. и Божич и Нову година на свите што не гледав. И поздравljam моју Ова емисија за фамилија. Куманово нека трае, па здрави Боже. Емисија е убаво да се вратиме на стари успомени, на спорт. Еве ја ги пратуваш емисии и за Соколано, што и за све Што ме штиде Соколано, еве, пошто се работи, тоа е голема работа. Што ми со ја покажување на татка ми викаше, ми сме туј сви пораснале, вика. Тај Соколана ни е било едино. Немамо викуде стари кумановски деца, туј игранка, туј спорт, туј све. И жална работа ако не се направи за град Куманово. Ја не знам, Сега има радна акција горе, работи се и вајда ќе стисне силево и наше градоначелник и наше водство на Куманово да тој сало го некако дотерамо, иначе тоа е баш лика на град Куманово. Била и треба да остане. фала ти, Тони, и Молим. посекујте се најбољи у живот. Молим. Толку за денеска, поздрав од КП Бар Јарт и се најбољи.